На својата годишна пресконференција Порше ги сумираше резултатите кои компанијата ги оствари лани и ги представи плановите за иднината, а тие навистина се амбициозни, дури и агресивни. Потикнати од оптимизмот што им го донесе минатогодишниот продажен рекорд од испорачани преку 300.000 возила и профит од 4 милиарди евра, централното место во долгорочната стратегија за развој е резервирано за електрификацијата. Потврден е вториот електричен модел во гамата, новата генерација на кросоверот Макан. Подставен на платформа која се развива со Ауди, неговата премиера ќе биде во 2023-та. Наследникот на 718 ќе следи 2 години по него, до кога електричните и плагин возилата треба да ја зафатат половината од продажбата. Главната цел на германската марка е нивното учество до 2030 година да се издигне до 80%, со што единствен модел со бензински мотори би останал само 911. Сепак и тој ќе добие хибридна поддршка, но без плагин можности. Причината зошто Порше не сака да ја електрифицира својата икона е што сметаат дека поголемиот пакет батерии за него значително ќе влијае на тежината и перформансите.